Средба и заедничко дружење на Дабот кај селото Бели реализираа слепите лица од 5 здруженија од Македонија и представници од Националниот сојуз на слепи. Средбата беше во организација на Кочанското здружение на слепи и слабовидни лица, кое е регионално. Освен заедничко дружење кое е од големо значење за овие лица, на средбата беше речено дека регионалното здружение и општо државата и општините секогаш даваат подршка на активностите на Националниот сојуз на слепи и се залагаат за унапредување на правата на слепите лица, како преку подобрувањето на законската легислатива, така и преку нејзино доследно имплементирање. Председателот на Националниот сојуз на слепи на Република Македонија ги истакна тековните и идни активности на организацијата, со досегашните постигнати резултати во насока на унапредување на положбата на слепите лица, особено во однос на образованието и вработувањето. Соработката помеѓу Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија и Здруженијето на Кочани, кое што е регионално здружение, кое што ги опфаќа не само Кочани, туку и другите градови, Виница, Берово, Делчево, Каменица. Значи имаме преку 100 членови, каде што имаме одлична соработка. Освен овие вакви средби има и други активности, преку спортски активности, кои што имаме голбал, шах и атлетика, а Здруженијето на Кочани исто така прави и излети и соработката е одлична и секогаш настојуваме да излеземе во пред се во финансии и во активности. Иначе тука се и 4 здруженија, Кавадарци, Неготино, Прилеп и Кочани нормално. И Струмица, се извинувам, ја заборавме. Иначе има Националниот сојуз 17 здруженија у моментот и верувам дека и тие ќе се зголемат у наредниот период, бидејќи има и други регистрирани здруженија кои што треба да ги прифатиме. Иначе поддршката од владата и од Република Македонија ја имаме. Секоја година добиваме одредена сума на финансии, каде што ги распоредуваме према активностите, према членството на сите здруженија. Представниците на регионалното здружение на слепите од Кочани изразија благодарност до председателот на Националниот сојуз за поддршката и залагањата за лицата со инвалидност. Особено во последниот период работи многу посветено и многу одговорно се на страна на слепото лице во нашиот град и општините кои ги покрива нашето здружение, а тоа се Берово, Делчево, Македонска Каменица, Виница и Пехчево, со тоа што има свој план, односно своја годишна програма со која се предвидени сите манифестации, сите действија кои ќе ги врши Здруженијето. Една од тие е и денешната средба. Оваа прилика ја користам со еден апел да пристапат што е можно повеќе членови кои што не се зачленети во нашето здружение со лица со оштетен вид. Нашето здружение покрива и 8 општини, и другите општини можат да пристапат. Раководството на здружението се грижи посебно, добро, со добра кондиција за секој член, особено внимание и да спрема сите негови можни потреби. Основна цел на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија, кој е формиран во 1946 година, е создавање на подобри услови за живот и работа на слепите лица во државата. Во организацијата членуваат повеќе од 2500 слепи и слабовидни лица од целата територија на Републиката. Дружбата на Дабот во селото Бели продолжи со играње шах и домино, оро и музика до доцните попладневни часови.